Беше тоа на 1 октомври 331 година пред нашата ера, кога Александар Македонски ја извојува најголемата битка против Персија кај местноста Гавгамела во близина на денешниот ирачки град Мосул. Тој ја поразува многобројната персиска војска со што го освојува Персиското царство. Персиците имале 230.000 војници пешадија, 20.000 тешка конјаница со околу 30.000 грци, додека во војската на Александар, која броела околу 40.000 пешадија и 7.250 конјаници, имало околу 5.000 грчки платеници. Во 1891 година во селото Смоквица е роден Ангел Динев, македонски општественик и публицист. Во своите дела Македонските словени, Илинденската епопеја и политичките убиства во Бугарија смело го истакнува постоењето на македонската нација. Учесник е во Македонското национално ослободително движење. Умре во Скопје на 17 февруари 1952 година. Беше тоа на 1 октомври 1908 година, кога Форд го представи моделот Т, првиот автомобил кој се произведувал на лента. Со цена од $825, продадени се над 15 милиони возила во текот на 19 годишното производство. Беше тоа на 1 октомври 1923 година, кога во Софија умре Ефрем Чучков, македонски револуционер и војвода, член на ВМРО. Беше близок соработник на Гоце Делчев и на други македонски револуционери. Роден е во селото Новосело, во Штипско, во 1870 година. На 1 октомври 1943 година, на планината Буковиќ, Кичевско, околу 4000 балисти, заедно со германските офицери и војници, извршија напад врз слободната територија во Западна Македонија. Тука ти е наидоа на жесток 7-часовен отпор од страна на младинската партизанска чета, која имаше 39 борци, предводени од командирот Лазар Лазарески и комесарот Мирко Милески Урош. Во оваа борба загинаа речиси сите борци на четата, 32, заедно со командирот Лазарески и комесарот Милески, подоцна прогласен за народен херој на Југославија од Македонија. Во 1954 година, на 1 октомври, во Битола е роден Дончо Димовски. Дипломира во 1976 година на Математичкиот факултет, а магистрирал во 1979 година. Докторирал во 1983 година со темата неедноставно сврзани касонови рачки на Универзитетот на Њујорк во Бингамтон, Соединетите Американски држави, каде што добил награда за најдобра докторска дисертација во 1983 година. Научно работи во неколку области: геометриско-комбинаторна топологија, еднопараметарска теорија на фиксни точки, векторско-вредносни структури и други. Има објавено повеќе од 50 научни трудови и 2 монографии. Од 2001 до 2003 бил шеф на Институтот за математика. Тој е главен уредник на списанијата Сигма и Математика Македоника. Беше тоа во 1961 година, кога на 1 октомври починал Илиш Иле Шпиц, фудбалски репрезентативец на Унгарија и тренер на скопските клубови, фудбалски клуб Граѓански 1938 година, фудбалски клуб Македонија 1941 до 1944 и фудбалски клуб Вардар од 1960 до 1961 година. Во текот на Втората светска војна, како унгарец со еврејско потекло, окупаторските власти во Македонија се обиделе да го интернираат во логорот на смртта во 1943 година, но поради силниот отпор на јавноста и енергичното залагање од управата на клубот Македонија, бил симнат од возот кај Врање и вратен во Скопје. По овој настан снимен е филмот Трето полувреме. На 1 октомври 1972 година е роден Стефче Алушевски, поранешен македонски ракометар и член на македонската ракометна репрезентација, актуелен тренер на Тор Акурери. Играл на позицијата лево крило. Роден е во Сиднеј, Австралија, но набргу на рани години со семејството се враќа во Битола, од каде што потекнува неговото семејство.
во Битолот ги завршува основното, средното и високото образование. Во неговите професионални успеси се бројуваат освоени 11 првенства и 8 купови на Македонија. Во 2004 година е прогласен за најдобар ракометар на Македонија. Во својата спортска кариера има 3 настапи во младинската репрезентација на Југославија. За македонската ракометна репрезентација одиграл 243 надпревари со 352 постигнати гола. Беше тоа на 1 октомври 2003 година во Скопје, кога почина Анте Поповски, македонски поет, есеист, препејувач и публицист. Дипломира медицина, но реши да се го посвети животот на литературата. Учествува во основањето на движењето МААК. Беше директор на новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија и на Вардар Филм, а во 2 мандата и председател на Друштвото на писателите на Македонија. Член е на МАНУ од 2001 година. Остави голем творечки опус, избори од неговата поезија во посебни книги се објавени во Албанија, Грција, Франција, Русија, Турција, Италија, Германија, Велика Британија, Индија. Роден е на 3 јуни 1931 година во Лазарополе. На 1 октомври 2015 година во Белград умре Уснија Реджепова, пејачка на народна музика. Родена е во Скопје на 8 август 1943 година. Таа се прослави пејки врањански песни, а 25 години на сцената на Народниот театар во Белград ја играше Коштана. Ќе остане запомнета по хитовите "Кажуј крчмо Джеримо", "Због тебе мори Лено", "Од Ниша до Врања" и многи други. Почива на гробиштата Бутел во Скопје. 1 октомври е светски ден на старите луѓе.